Добре дојде во студио за двајца активисти, Бојан Маричич и се разбира од Центарот за европско образование и Алексеј Дамјански, има завршено студии во Америка, во Вашингтон, таму живе, но и е организатор на протестите во Вашингтон. Поинакво лице видовме, особено на диаспората, оваа година, односно со инволвирањето на целата диаспора, се веќе можеби ќе спорите со мене, всушност и не беше целата диаспора, но се организира македонците кои живеат во странство и вие сте еден од организаторите. Дали видовме дека имаше прилично млади луѓе. Кажете ми како, на кој начин ги организиравте? Па, значи, штом Иванов ги ја поднесе аболицијата, тога почна сите, без разлика од партиска определеност или било што, да има многу се збркаа луѓето, дури у диаспората, пошто тоа се сметаше како многу погрешна постапка. И сака да кажете дека низ изминатиот период значи гледавме бомбите една година и воопшто не реагиравте, тоа воопшто не ве допре, не ве трогна. Значи имаше луѓе кои реагираа и тоа време, но не беше толку масовно како што беше после аболицијата. Преку Facebook, преку Twitter, во Вашингтон се организираше, уствари прво беше во Нью Йорк имаше луѓе што организираа протест, па потоа се организиравме едно 30-35 луѓе во Вашингтон и направивме протест пред нашата амбасада, што не знам, одамна не се случило протест пред амбасадата. Не реагираше амбасадорот Васко Нововски? Не реагираше на никаков начин. Не ви правеше обструкции? Немаше никакви проблеми, све супер беше и потоа се случи уште еден протест во Нью Йорк и од таму тргна и Торонто и во Хаг и во Амстердам и на многу. Ви бевте практично еден вид пионери на протестите во диаспората. Како вие гледавте на вклучувањето на македонците, луѓето кои живеат можеби со некои со децени и сепак се разбудија после толку време? Ги заболе за државата во вистинска смисла на збор. Многу освежувачки, искрено и многу позитивно, затоа што досега важеше една сосема поинаква слика за диаспората, дека таа е строго конзервативна и строго го поддржува Груевски неговата влада во било што е да прават, бидејќи го сметаат за чувар на државата. Чувар на името, на идентитетот. И сега веќе се разоткрива Груевски. Апсолутно. Значи оваква свесност пред се од млада генерација, бидејќи голем дел од луѓето што протестираат во Македонија имаат и учено во странство и завршено во странство, дел од протестирачите како деца се дојдени таму. Точно, дел од протестирачите овде имаат пријатели што протестираа. Јас познавам луѓе и во Берлин што протестираа, и во дел Вашингтон, дел во Хаг, така што многу ни беше драго на многумина што видовме една нова генерација на македонска диаспора, замината пред се во последните 10 години, а можеби некои и уште од порано, со поинаква свест на ниво демократска свест и граѓанска свест, која што до сега не сме ја виделе ниту во Македонија, а уште помалку па во, да речеме, диаспората. Така што оваа поврзаност на диаспората, на иселените граѓани кои што живеат во странство, со истите символи, со истите пораки, истите барања, укажува на едно заедништво, на една поврзаност која што до сега не сме ја виделе. Значи, дефинитивно нешто ново и позитивно и освежувачко. Да. Но едно од разочарувачките моменти, за некои се разочарувачки, за некои не, е стопирањето, запирањето на протестите на шарените револуционери, кои маршира скоро 2 месеци не само низ Скопје, низ внатрешноста низ сите градови во Македонија. И сега се појавуваат, најавуваат и действуваат со нови облици, герила или можеби блокирање на сообраќајниците, но протестирањето сопре. Не мислите ли дека поголемиот дел од притисоците всушност и извојувањето на победата, така да ја наречам, повлекување на аболицијата од страна на Иванов, повлекување на изборите, односно изборите не се на 5 јуни, не беа ни претходно во април. Не мислите ли дека вистинскиот притисок всушност беше извршен благодарејќи на протестите? Не е ли ова некоја тактичка грешка? Може би се заморени, може би наоѓаат други форми на
Значи, притисок? Да, протестите мислам сепак беа многу добро и блокирање на улицата е сепак некој чекор напред. Нели имаше толку време дискусија да се радикализираат на некој начин, насилен начин, на ненасилен начин. Но гледате ли во оваа радикализација? Јас бев на вчерашниот протест што беше блокирањето на сообраќајниците. И беше окей, мислам, 1 саат траеше и имаше навистина се сторија проблеми, мислам градот го запре на некој начин. Да. Но протестите сепак мислам лично мислам дека треба продолжат. На некој начин тоа е многу битно у смисла на граѓански активизам е таков, тоа е начинот на протести, но исто што е проблематично тука е у заробената држава што имаме, кога протестираш, институциите не те слушаат. Значи, у Америка луѓе кога протестираат, мислат дека јас протестирам, институцијата ќе ме послуша. Тука знаеме институциите не функционираат на тој начин, се заробени и не те слушаат. Така да во верното општество се опфатени и медиумите. Точно. Затоа разбирам зошто може и протестот не е најдобар начин во нашата ситуација, но сепак сметам дека и тоа е клучен дел на се што се случува. Како гледате вие, Маричич? Видете, ова е прво треба да заклучиме дека ова беше историски процес. Значи во Македонија не се случило претходно 58 дена секојдневно речиси да има протести. Илјадници луѓе на улиците и мислам дека тоа секојдневно протестирање во истата форма го достигна својот максимум во понеделникот дента кога беа повлечени аболициите. Протестите не се запрени. Еве во петок има најавено протест за истото време на истото место. Само во 6 саатот пред СЈО, само секојдневноста на формата протест е променета. Вчера имаше блокада, денеска има веројатно некоја герилска акција, за текот на викендот исто така, делот да речам притисокот ќе мора да биде во идниот период према конкретни институции од кои што зависат некои работи. Така што мислам дека успехот на протестите не смееме да не понесе во тоа да се вртиме секој ден само за да има протест во 6. Туку многу е битно да видиме кој начин на протестирање, изразување револт ќе привлече најмногу внимание и ќе има најголем ефект. Така што јас не би рекол дека е тактичка грешка, ниту пак дека тоа ќе спласне. Мислам дека граѓаните покажаа доволно решеност и решителност и одлучност и постигнаа многу и сега треба тој притисок само да продолжи тактички добро организиран. Добро. И улогата на странскиот фактор е тука многу важна, но погледнете сега како вчера, например, што се случи. Дојде специјалниот представник Хајндел, германскиот представник Хајндел, кој понуди на маса неколку опции кои веќе цело време се во игра всушност. Станува збор за избори, инсистирање тие да бидат во краток рок, што е прилично изненадувачки. И прашањето е, говорејќи се разбира, тој говори и за реформи во сферата на медиумите или пак за избирачкиот список, но инсистира на брзи избори. Зошто сметате дека се важни изборите за странскиот фактор? Мислам дека за нив, како што сме виделе особено од Европската Унија, безбедност на нив на некој начин им е многу побитно од што општата демократизација на нашата држава. Значи, од тој смисол ги разбирам кога сакаат побрзо да имаме избори, за нив тоа е некакво надминување на сегашната моментална криза. Но проблемот со тоа е што моментално кризата нас не е само моментална, него е навистина системска криза. Значи, системот на нас тука не ни функционира. И од таа причина мислам дека брзање на избори уствари не е решението, иако странскиот фактор тоа за нив е многу побитно. За нас тоа не е тука решението. Мислам дека навистина треба да има голема дискусија на како ќе идеме понатаму и со тоа сметам дека експертска влада е навистина најдобриот начин да постапиме напред. И тоа барем 2 до 3 години ќе ни треба таа експертска влада да биде тука. Ако збориме за вистински промени, а не само крпење на претходниот систем, што веќе знаеме дека не функционира како што треба. Да наметне поинакви вредности, да устойчи некакви. А и на друг начин стандарди, принципи. Сите услови, да речеме, ако се спремни за избори, ние имаме друг проблем што тука
и политичката култура не ни е добро развиена на некој начин, а и партизацијата им е удрено на сите луѓе, на секојдневниот живот на луѓето. И тоа многу пречи. И тоа за 6 месеци, за 1 година нема да го снема. Ни треба подолго време и граѓаните се чувствуваат комотно, да не бидат под тие пресии и проблеми, за да можат да навистина отидат да гласаат, не само се друго да биде. Но ако чекаме созревање на општеството, тоа ќе можеби ќе бидат потребни 50 и 100 години. Како вие гледате на притисоците од странскиот фактор? Притисоци се разбира станува збор за сугестии, но инсистирање да се оди по институционален пат, со избори да биде смената власта или пак устоличена истата. Да го има, главниот збор да го има народот. Мислам дека нивната дилема, начинот на кој што поставија дилемата е следна. Или ќе имаме брзи избори и техничка влада, или ќе имаме избори за 2 години со оваа влада. Тоа е веќе јасно според начинот на кој што ги поставуваат работите. Јас мислам дека е тоа погрешна дилема. Не е суштината во брзи или далечни избори. Суштината е во тоа и тие било кои избори кога и да бидат да не бидат украдени. Затоа што тоа ќе значи нов циклус на криза, од која што никој не може да предвиди како ќе излезе Македонија. Затоа е многу важно да имаме некој среден рок. Значи јасно е дека тоа не може да трае 3 години, но не може да трае не 3 месеци. Битно е да имаме некој среден рок во кој што некоја преодна влада, најдобро би било тоа да е експертска, бидејќи видовме дека партиските широки влади тешко функционираат. Тоа не значи дека експертските ќе функционираат едноставно. Меѓутоа е варијанта која што не сме ја пробале, барем не од 91 до сега. Меѓутоа, во секоја варијанта, дури да не биде чисто експертска влада, многу е битно да се задржи суштината од Пржинскиот договор околу владата, а тоа е развластување на ВМРО ДПМН, па и ДУИ, особено во делот на репресивниот апарат, бидејќи видовме што се може ВМРО да направи или да не направи, зависно од тоа кој е министер. Затоа е многу битно, според мене, да се види во таа преодна влада МВР да не биде под контрола на сегашните владеачки партии, можеби не треба да биде под контрола на ниту една партија. Затоа мислам дека овој дел на одвојување на државата и партијата е веројатно најможен со експертска влада. Но да гледаме која е реалната можност, доколку не може да биде чисто експертска, може да биде и хибридна, но ова го кажувам како лично мислење, не како став на шарената револуција, бидејќи нема се уште издействувано став, освен пред дека таа влада треба да биде преодна. Значи во барањата на шарената револуција јасно стои дека треба да постои преодна влада која што ќе ги организира изборите. Многу е битно јавноста да ја верува на таа влада и најголем дел од граѓаните да ја чувствуваат за своја. И реформска, односно дека има капацитет на вистина да го прочисти избирачкиот список, да смени некои работи во медиумите, да ги разлабави партиските стеги на институциите, тоа сега моментално во влада не го може. И мислам дека тоа треба да биде фокус на меѓународната заедница, дека менувањето на владата неминовно ќе наметне некое временско темпо, но не мора да го имаме крајниот датум на изборите. Може експертската или преодната влада, хибридна, како сакате наречете, да има мандат од 6 месеци, првичен мандат од 6 месеци за да направи реформи и на крајот од тие 6 месеци може да се процени дали е се завршено и дали може да бидат изборите 60 или 90 дена од тоа. Гледате ли во оваа влада која сметате дека треба да биде експертска, да биде компилација можеби од експерти, но и дел од шарените револуционери? Па видете, не знам дали поединечно кој би сакал и кој бил заинтересиран. Јас мислам дека најголемиот дел од луѓето кои што протестираат и од шарените револуционери и од невладините организации не го прават тоа за да се борат за власт. Многу поважно им е да бидат решени некои работи. Многу повеќе јас ги гледам и луѓето на улица и луѓето од невладините организации како контролори и како оние кои што можат да нудат решенија, од една страна да понудат што треба да се направи, да исконтролираат, да мониторираат дали тоа било направено, нешто што до сега не се случува внатре во институциите, туку се прави од надвор, отколку да бидат министри или не знам пратеници, премиери и така натаму. Мислам дека за таков вид на министри, пратеници, премиери, доколку некој од луѓето што се на улица имаат амбиции, ќе треба тоа да го покажат понатака на избори. Во овој момент мислам дека при граѓанскиот притисок е клучен
за да може да се направи оваа промена. Добре. И тоа е успешната варијанта, зашто инаку може па и да речат некои луѓе на улица, ево вие сега се борија да бидат министри и пратеници, а суштината на шарената револуција е далеко од тоа, од борба за власт и за место. Се согласувате? Да. Добро. Но сепак мислам дека тоа широка влада видовме веќе техничка влада како функционира. Не стравувате ли дека тие експерти за кои двајцата инсистирате, всушност, во Македонија многу тешко можете да најдете луѓе кои се непристрасни, кои не се... И тие се партизирани на некој начин. Кои не се блиски до некоја, не политичка опција, туку буквално до политичка партија. Па го има тој проблем, имам прочитано многу луѓе имаат уствари И би биле подложени на влијание од партиите. Значи имам прочитано... Би биле продолжена рака всушност. Да. Или на ВМРО, на СДСМ, на ДУИ. Има некои предлози што ги имам видено. Добро. Имаме способни луѓе, имаме луѓе што знаеме дека се предлози експерти. За предлогот имам слушнато и на Facebook и на разни други страници се пишува дека има стварно луѓе од што се иселени граѓани што живеат у странство, што веќе се експерти во нивната струка или било што би дошле да работат тука, но нели тоа они немаат никаков бенефит од тоа. Они си имаат све поставено таму. Не само бенефит, они немаат ни политичка подршка, ниту пак, значи тоа би било некаква варијанта на влада која што би морала да биде под силна подршка на меѓународната заедница и легитимитет од политичките партии. Зато нешто по примерот на специјалното јавно обвинителство. Значи, кога има луѓе, тоа се сепак луѓе од Примерот е системот. лош. Примерот на СЈО е лош, заради тоа што постојано се подрафал. Подрафал особено на ВМРО-ДПМН, на лидерот на ВМРО Груевски, кој ги обвинува дека се всушност продолжена рака на СДСМ. Никогаш не можете да најдете да наидете на решение, да дојдете до договор. Согласувам дека не е лесно, но затоа велам, форматот може да се договори, дури и луѓето може да се најдат. Битно е да за таква и таа влада силно да стои и меѓународната заедница и дел од оние политички партии кои што навистина сакаат нешто да се промени. На крајот на краиштата, секој кој што ќе се превземе за таа одговорност ќе треба да знае во што влегува, затоа што и ќе треба да е свесна за временската лимитираност на таа и ризиците од таков ангажман, но се е подобро од сегашнава влада, бидејќи оваа влада во никој случај не може да испорача никакви реформи за слободни и фер избори и тоа секому му е јасно. И мислам дека примерот на СЈО е навистина добар пример, од смислот дека еве Фатиме Фетајленче и Кадица Јанева биле работеле, мислам, во системот и не сме знаеле за нив и потоа ги ставивме на оваа позиција и сега гледаме што можат навистина да постигнат. Значи проблемот уствари доаѓа дека немаме способни луѓе, него системот не им дава шанса да можат да произведат. Да се реализираат и да се сега наметнат. во услови што можат да функционираат и гледаме дека еве тоа знаеш што прават и се тоа функционира точно. тој начин на избор. Затоа и во експертската влада може истото да се види нешто така ако се случи. Добро, јас благодарам што бевте гости. Благодарам.